Дечиња, добар ден, јас сум учителка Мими, а ние и денеска повторно ќе се дружиме. Знаете, пролетта ни дојде, а со себе ги донесе сите бои. Зелени ливади, шарени цвеќиња, разнобојни пеперутки, пчелки, бомбарчиња, вуамарки. Ах, еве го нашето другарче пчелката Зузу. Здраво, Зузу! Здраво, дечиња! Летам од цвет на цвет да соберам мед. Се гушкам со белиот цвет, се галам со црвениот. Леле, портокаловиот има прекрасен мирис. Виолетовиот е мек како памук, а жолтиот ме грее како сонце. Ајде радоста на нашата пчелка Зузу да ја доживееме и ние. Сега не можеме да одиме надвор, знам. Меѓутоа можеме да си замислиме. Затворете ги очињата и длабоко земете воздух со вашето носе. Колку убаво мирисаат, а додека очите ми беа затворени, ги замислив. Портокалови, жолти, виолетови, црвени, исти како на нашето пријателче пчелката Зузу. Овој пат ќе направиме едно наше лично убаво уметничко дело. Нема да користиме фломастерчиња, нема да користиме дрвени боички, нема да користиме темперни, водени боици. Ќе користиме една нова техника што се вика мозаик. За тоа ни е потребно моливче, ножички, самолеплива хартија во различни бои и нормално бел лист. Што треба да направиме? Ајде да видиме едни наши другарчиња како техниката мозаик ја користеа. На белиот лист хартија, некои од децата со фломастерчиња или со моливчиња цртаат цветови. Тоа се цветовите од градината на пчелката Зузу. Други дечиња понатака, гледате еве, ова детенце тука, со ножички и самолепливата хартија ја сече со ножички на ленти, ја сече вака. Внимавајте, ножичките треба да бидат од тие безопасните што се за дечиња. Кога сечете со ножички, треба да сечете полека. Палчето и показалчето да бидат ставени тука. Сечете полека. А до вас, секако, мора да има возрастно лице кое што ќе ве гледа како успешно го правите тоа. Одиме понатаму. На втората слика се уште сечат лентички, еве и јас и секо, и ги цртаат цветовите. Веќе на третата слика, што се случува? Како се прави мозаикот? Малечките парчиња хартија се лепат едно до друго и се составува убава слика. Јас самолепливата хартија ја одлепувам и сега кинам парче и го лепам долу. Кинам парче и лепам до другото парче. Кинам парче и лепам долу. Кога ќе го завршам црвениот цвет, земам еве. Црвениот цвет е завршен, портокаловиот е завршен, виолетовиот, жолтиот, тука имаме бело цветче, сите цветови од градината на нашата пчелка Зузу. И нормално, листови на ливадата има и трева и листови од нашите цветчиња. Еве како овие дечиња го направија ово уметничко дело со помош на техниката мозаик. Меѓутоа, можеби во моментот дома немате самолеплива хартија. Не мора да користиме самолеплива хартија, можеме да користиме хартија од сите списанија и вестници што вашите родители ги имаат дома. Или можеби од оние флаери од супермаркетите што ги носат. Па, наместо самолепливата хартија, ќе кинеме со рачињата, не мора ни ножички да користиме, ќе кинеме со рачињата делчиња од хартијата, ќе нанесеме на листот лепак и ќе го залепиме
делчето од хартија, доколку немате дома и лепак. Во тој случај, што можеме да користиме? Вашите мајки сигурно имаат јајце. Ќе го скршат јајцето, ќе ја стават белката во едно тањирче, ќе ви ја изматат и со прстето ќе земете од белката и ќе намачкате на листот. Кога ќе се исуши, белката е иста како лепак. Врз намачканата белка ќе ги лепите ливчињата и така ќе го направите својот цветен мозаик. Се надевам дека ќе се забавувате, знам дека не е лесно, меѓутоа е многу интересно. А додека го правите вашиот мозаик со прекрасната ливада на нашиот пчелко Зузу, ви препорачувам да си ја пуштите и да си ја слушате песничката "Влюбени се пчелката и цветот". Довидување!